Можеме? Добро. Добро, уште еднаш добар ден, да ве поздравам. На почетокот сакам уште еднаш да се заблагодарам на граѓаните од општина Газибаба за континуираната поддршка што изминатиот период ја добивам од нив. Затоа денес ќе дадам накратко отчет за досегашните реализирани проекти во општина Газибаба. На почетокот исто така сакам да ги потенцирам двата капитални проекти кои ги реализиравме на територија на општина Газибаба, а кои се градат после голем временски период. Односно, после 28 години во општина Газибаба се изгради новата градинка Морковче, каде што децата веќе ја посетуваат и се згрижуваат, а после 48 години се започна со изградба на новото основно училиште Григор Прличев во населбата Железара, кое што за отприлика 18 месеци треба да биде пуштено во употреба и учениците во основно училиште ќе добијат многу подобри услови за учење. Продолживме со изградба на фекалната канализација во Стајковци, каде комплетно се заврши примарната мрежа во должина од 7 км, која што ја градевме во соработка со владата на Република Македонија, а во соработка со граѓаните од ова населено место се изгради секундарна фекална канализација во должина од 12 км, односно околу 98% од жителите од ова населено место добија нова фекална канализација. Се изгради фекална канализација и во неколку останати населени места, на крак на улица 18 во населено место Инџиково во должина од 200 метра, на дел од жителите во населбата Кераминица во должина од 150 метра, во Тумба Маџари во должина од 2,1 км, а во тек е реализација на фекална канализација за населените места Трубарево, Гоце Делчев и Јурумлери. Се изгради таложник кај резерварот во село Раштак и водоводна мрежа во должина од 1,2 км, со што се обезбеди поквалитетна вода за пиење. Во соработка со јавното претпријатие Водовод и канализација, во тек е замена на 5,5 км водоводна мрежа во населеното место Стајковци. Некаде досега се заменија 4 км и ни остана за следниот период уште 1 км. Санирани се улици во населените места Брњарци, Трубарево, Тумба Маџари, Керамидница, Стајковци и Јурумлери со постување на гребен асфалт и со тампонирање. Направена е санација на пешачка патека од улицата Коце Металец кон здравствениот дом Железара, изградена е пешачка патека кај црквата во село Смилковци. Започнавме со изградба на инфраструктура во новата населба Хиподром 2. Се асфалтираше улицата која што ги спојува улиците Сречко Пужалка и Методија Андонов Ченто и се започна со уредување на новиот парк во населбата Ченто со постување на пешачки патеки, осветлување и постување на детско игралиште. Во соработка со Агенцијата за државни патишта, во тек е санација и проширување на локалниот пат од населеното место Црешево кон Стајковци. Во населбата Маџари се асфалтираше улицата кај железничката станица, а исто така се асфалтираше и улицата пред градинката во населеното место Јурумлери. Се работеше на подобрување на условите во училиштата, односно во секој училиште имавме одредени активности со кои што во голема мерка се подобрија условите за учење на нашите ученици. Ја завршивме последната фаза од замената на покривот во основното училиште Дане Крапчев, а во соработка со владата на Република Македонија комплетно се замени покривот во основното училиште 25 мај во Ченто. Во ова основно училиште се санира и санитарните јазли, а во наредниот период ќе се заменат прозорците и ќе се направи комплетна санација на подовите. Исто така, во основното училиште 25 мај се изгради пристапна патека за учениците и се замени дел од оградата со нова ограда. Во завршна фаза е реконструкцијата на основното училиште во селото Раштак, а во соработка со USAID се изгради пристапна патека во основното училиште Крсте Мисирков. За најталентираните ученици и учениците спортисти доделивме 22 стипендии. Успешно се реализираат спортските активности во училишните лиги. Оваа година за 1000 ученици кои што се вклучени во спортските училишни лиги, обезбедивме нова спортска опрема и спортски реквизити кои што ќе ги користат во спортските надпревари. Во соработка со Агенцијата за млади и спорт, во тек е изградба на повеќе наменско игралиште во населбата Триангла. Го асфалтиравме исто така мултифункционалното игралиште во населба Кераминица и игралиштето за баскет во населеното место Колонија. Во соработка со Министерството за труд и социјална политика реализиравме неколку проекти. Го пуштивме во употреба Центарот за згрижување на лица жртви на семејно насилство, а во завршна фаза е санација на киното Маџари, со што ќе се направи простор за дневен центар за стари лица,
народна кујна и простор за местна заедница. Се отвори нов пензионерски клуб во населеното место Јурумлери. Во соработка со јавното сообраќајно предпријатие се пушти во употреба нова автобуска линија број 43 од транспортен центар до населбата Ченто и започнавме со замена на старите настрешници со нови настрешници за автобуските постојки. Се доопреми јавното комунално предпријатие Газибаба со едно мултифункционално возило со кое може да се врши пренос на товар и работници и еден трактор за косење на тревата и чистење на снегот. Во соработка со јавното предпријатие Водостопанско Скопско поле се работеше на расчистување на каналската мрежа. Во изминатиот период се расчисти каналската мрежа во должина од 19 км. Се расчистија каналите Русков канал, Топлик во Трубарево, канали во Ченто, во Инџиково, во Сингелич и во Црешево. Се уреди простор во селото Раштак, кој ќе може да се користи како планинарско-рекреативна патека со поставување на летниковци, урбана опрема и соодветни патокази. А во соработка со градот Скопје се реконструира трим патеката во парк шумата Газибаба. Успешно се реализираа проектите од програмата за култура, големата мајка на локалитетот Тумба Маџари, ликовната колонија Виниче, во чест на Свети Кирил и Методи, етноденови во општина Газибаба, Петровденски чествувања во Јурумлери, меѓународен фолклорен фестивал, концерт на забавна, народна и сериозна музика, како и концерт на детски песни. Го отворивме Центарот за кариера во населбата Железара и го конституиравме локалниот социјално-економски совет на општина Газибаба. Организиравме бесплатни обуки за англиски јазик и компјутери, како и работилници за предприемништво, волонтерство, подобрување на вештините кај младите лица, жени предприемачи, фармер предприемач, автентични ракотворби и слични вакви работилници. Потпишавме меморандум за соработка со општината Газиантеп од Република Турција и како резултат на таа соработка не посети делегација на стопанственици од Газиантеп кои беа запознати со можностите што ги нуди општина Газибаба за привлекување на инвестиции. Денови веќе го добиеме сертификатот за квалитет ISO 9001-2008. Се изработи нова стратегија за локален економски развој, со подстратегија за рурален развој за периодот 2013-2017 година, а во тек е постапка за изработка на стратегија за алтернативен и екотуризам, како и изработка на новиот локален еколошки акционен план на општина Газибаба. Во тек е тендерска процедура за изработка на нов веб портал со 3 различни сегменти: бизнис каталог, мапа на инвестициски локации и туристички потенцијал на општина Газибаба. Изградивме и парк за миленичиња во населбата Ченто. Тука нема да запреме, во континуитет ќе продолжиме со нашите активности. Накратко ќе ги најавам и дел од проектите кои што следните неколку месеци во зависност од временските услови, колку што ќе ни дозволуваат, што ги имаме во план да ги реализираме. Сакам да потенцирам дека успешно и спремни ја дочекавме зимската сезона со обезбедена доволна количина на сол и соодветна механизација. Ќе продолжиме со изградбата на капиталните проекти на фекални канализации, атмосферски канализации, како изградба на водоводните системи. Во соработка со Агенцијата за млади и спорт, наредниот период треба да се доизгради тениското игралиште во населбата Железара, како и доизградба на спортската сала во населбата Ченто. Ке се работи на санација и опремување на детските градинки со набавка на 2 нови возила за транспорт на храна и комплетно санирање на кујните каде што се подготвува храната. Во соработка со Швајцарската агенција за соработка и развој ќе работиме на уредување на пристапните патеки во основните училишта. Ке се продолжи исто така и со санација и изградба на патната инфраструктура. И во насока на обезбедување на поголем број на паркинг места, ќе работиме на изградба на поголем број на паркинг места во населените места. Правејќи споредба на ветеното и реализираното, евидентно е дека општина Газибаба се движи напред. Остварувајќи го ветеното, ќе кориме по патот на успехот. Благодарам, ако има некој прашање. Нема. Добро, благодариме.